Исплатата на грозијето доцни, а лозарите се уште ги чекаат ветените пари. Револтирани се жала дека државата не прави ништо за да им помогне. И откако пропадна и последните преговори околу цената на грозијето од годинешниот род, лозарите и винарниците не успеа да се договорат со представниците од Министерството за земјоделство. Министерот и натаму е оптимист дека ќе има решение, но кога барем денеска не кажа. За барањето на лозарите за повисоки откупни цени на винското грозие Вранец и Смедеревка рече дека очекува да се задржат на минутогодишното ниво. Од година во година ќе ги подобруваме сезоните, но сепак кога велам подобрување, тоа значи и во отварање на други можности, нови винари, да влезат нови трговци, се со цел и подобра организација на самите земјоделци. Конкретно лозарите побара помош од Министерството и да се најде некој заеднички јазик со винариите, бидејќи родот, односно грозијето изминатиот период почнува полека да им скапува. Прашањето ми беше конкретно дали Министерството наредниот период ќе излезе со било какви чекори, барем малку да мрднат разговорите и преговорите од мртва точка, бидејќи сепак да не се чека последниот воз, родот да им скапи, како што бевме сведоци изминатиот период да се фрла по улиците. Тоа не очекуваме, значи иако затоа реков, ние уште пред 2-3 месеци почнеме првичните средби да ги имаме со нив. Едно време се најавуваше вишок на грозје, но на последната, затоа тоа го реков, на последната се констатираше и од двете страни дека сепак нема да има вишок на грозје во кое што, како што рекол, дали ќе се фрли, ќе скапува и слично, се спрема за откуп целото грозје да се откупи, иако зборуваме за еден краток рок. Сега кога вие велите, не знам дали мислите што тоа државата или Министерството со конкретен предлог може да излезе, ние немаме многу конкретни во тој однос што ги спомнав оние механизми во кои што би диктирале цена или слично. Оздруженијата на лозари рекоа дека винарниците се обидуваат да им платат помалку од цените под кои тие не би го продавале грозието. Лозарите побарале 17 денари за сортата Вранец, а 16 денари за Смедеревка. И додека власта се фали дека земјоделството бележело раст на откупните цени и извозот на производите, од опозицијата реагираа дека тоа било само на нивните пресконференции, потоа дека реалноста била далеку од добра и дека земјоделците немале ни за леп. Нема откуп, а каде што го има цените се катастрофално ниски. Не ги задоволуваат ниту основните трошоци за производство, а за екзистенција да не изборуваме. Земјоделците немаат ни за леп. Субвенциите не се исплатени во целост. Проблемот со наводнување е факт ни цела Република Македонија. Земјоделието е буквално нефункционално. Нема откуп, а за неколку си извоз за кој што денеска зборувавте, и воопшто не станува збор. Ако во скоро време не се најде решение, лозарите најавуваат блокирање на патни правци со цел надлежните институции да слушнат за проблемот. Во меѓувреме, ако лошите состојби во лозарството продолжат, в година нема кој да ги крои лозијата. Разочарани од година в година се повеќе луѓе ги пакуваат куферите и одат во странство да работат на туѓи лозија. Инаку во земјава има 23.000 хектари под лозија, од кои лебот го вадат над 48.000 семејства.